Домот за стари лица Зафир Сајто денеска ја официјализираше соработката со Државното средно училиште Регионален центар за стручно образование и обука Киро Бурнас со подпишување на меморандум за соработка од страна на директорите Александар Крстевски и Сузана Максимовска. Волонтери, ученици од Киро Бурнас последните неколку години нудат бесплатни фризерски услуги на корисниците на Старскиот дом во фризерскиот салон што се наоѓа во рамките на установата. И со овој меморандум ние како институција ќе добиеме повеќе на квалитет и подобрување на услугите на нашите корисници. Заедно со директорката се договоривме дека во текот на учебната година, тоа е почетокот од 1 септември, ќе имаме 2 дена во неделата каде што нивните ученици ќе добиваат практична настава, со тоа ќе ги усовршуваат нивните вештини, а нашите уживатели во домот ќе добијат поквалитетен живот и се разбира поголема, да не кажам, и хигиенски услови и од друга страна подобро чувствување на сите тука што живеат во домот. Во првата фаза веќе имаме договорено во фризерското студио, каде што нашите негователи заедно со нивните ментори, заедно со учениците ќе прават бесплатно, тоа е чишање, одржување, фарбање на нашите корисници од ногти, мадикири, педикири и така натаму. Со тоа се разбира дека ќе подигнеме квалитетот на живење на нашите уживатели во домот. Ние имаме еден простор што за жал не беше употребуван и заедно со соработка со директорката целиот тој простор ќе го реактивираме и ќе имаме, како што кажав, подобри услови за сите. Ова е првата фаза, во втората фаза се разбира дека доколку пројавиме интерес и во кујната ќе имаме нивни кадри со ментори и каде што може да се изучуваат нови работи и со тоа исто така ќе го зголемиме концептот на хранено естетички вредности на нашите корисници. Нашето училиште веќе повеќе години соработува со оваа установа и нашите професори доаѓале повремено овдека и ги давале своите услуги, особено учениците од струката фризери и козметички техничари. Меѓутоа сега еве ја официјализираме таа соработка да биде на едно не повремено, но да биде на едно редовно ниво. Што тоа поточно значи? Тоа значи дека нашите ученици редовно, како што рече директорот, 2 пати неделно, а по потреба можеби и повеќе, ќе доаѓаат, ќе бидат редовни овдека во овој фризерски салон кој што го видов и кој што ги исполнува тие стандарди што треба да ги има. И нашите ученици ќе бидат присутни тука за да ја изведуваат својата практична настава во рамките на оваа институција. Започнаа уписите во јавните средни училишта во учебната 2026-2027 година. Пријавувањето, како и изминатите години, е електронски. Што се однесува до средните училишта, тие запишуваат согласно конкурсот кој беше објавен во месец март од страна на Министерството за образование и наука. Пријавувањето и оваа година ќе се врши електронски на порталот e-uslugi.gov.mk, на кој учениците ќе може да се логираат со своите кориснички сметки од Schools.mk. Во јунскиот уписен рок прво пријавување на 12 и 15 јуни, додека доставувањето на документацијата ќе биде 16 и 17 јуни, а конечните ранглисти ќе бидат објавени на 18 јуни. Второ електронско пријавување ќе биде на 23 јуни, доставување на потребната документација во училиштата ќе биде на 24, додека објавување на ранглистата ќе биде на 25 јуни и августовски уписен рок. Тоа е ограничен само за ученици кои се упатени на поправен испит, ученици на испитна година и ученици за брзо напредување. Тука ќе биде пријавувањето на 20 август и доставување на потребна документација на 21, конечната ранглиста ќе биде објавена во текот на денот. Што се однесува до уписот во средните училишта, ќе имаме детална информација по првото и второто пријавување во јунските, каде што очекуваме да се изјаснат учениците и посакувам да се изберат тоа на струка и профил, бидејќи кој го тие сакаат, нормално во координација и договор со своите родители и старатели. Што се однесува во општина Куманово, има 4 средни училишта кои се општински, гимназиски и стручни, и дополнително регионален центар со воведување на дуалните паралелки беа внесени многу
нови струки и профили кои се сега застапени во средните училишта. Течат уписите и денеска, и утре, во електронска форма се пребуват учениците, меѓутоа во нашето училиште веќе постојат професори екипи, кои учениците можат да дојдат да ги донесат документите, оние кои што не можат електронски да се снајдат да аплицират, нашите професори се таму, ги очекуваат да аплицират и да им помогнат во тоа аплицирање. Ние како регионален центар имаме уште една поволност, односно сите девојчиња кои што ќе се запишат, ќе го изберат нашето училиште како место каде што сакаат да учат, дека ќе може да се запишуваат со 10% намалување на поените од она минимална квота на поени која што е предвидена. И за сите струки, така што јас ги повикувам сите ученици, но еве, особено девојчињата да си ги искористат овие поволности што им ги нуди нашето училиште како единствен регионален центар во градов и во регионот, се разбира. Во просториите на СЕМОС Едукација вчера се одржа националниот надпревар Microsoft Office специјалист, на кој за победник беше прогласен Матеј Спасиќ од Куманово. Со освоеното прво место тој добива можност да ја представува Македонија на светското првенство што ќе се одржи во Калифорнија САД. Победникот заедно со својот ментор ќе отпатува во Калифорнија, каде ќе се надпреварува со најдобрите ученици од целиот свет и ќе ја представува Македонија на најголемиот светски надпревар за Microsoft Office вештини. АД Пошта на Македонија обезбеди 6 службени возила за потребите на објектот на поштата во Куманово. Надлежните сметаа дека со поголем број на возила поштенските услуги ќе бидат поефикасни. Најавена е и реконструкција на поштата во градот. Инаку набавката на 100 нови возила е дел од поширокиот процес на модернизација на Македонска пошта, насочен кон подобрување на квалитетот, ефикасноста и достапноста на услугите за граѓаните и компаниите низ земјата. Денеска сме на предавање на возилата за возниот парк во Куманово. Поштенската единица во Куманово или во дружницата до сега имаше само 4 возила, кај што како менаџмент поделивме уште 6. Мислам дека ќе имаме поефикасни и поефективна работа на поштенските услуги и за потребите на пошта. Знаеме дека Куманово беше оставена малце настрана од инвестициите. Знаеме дека 10 години ништо не е инвестирано, затоа се обидуваме пополека да им враќаме на граѓаните на Куманово и на Куманово како општина таа што го заслужуваат. Во наредниот месец ќе имаме и една инвестиција што ќе почне да се реконструира објектот во Куманово и тоа ќе биде еден од најмодерните објекти во државата и за добар вест ќе биде првата во Куманово. Што е направено досега за решавање на проблемот со краста и кога граѓаните конечно ќе добијат трајно решение? Праша денеска председателот на општинската организација на СДСМ Куманово Дарко Ристовски на пресконференција во непосредна близина на депонијата. Изминатите денови депонија краста повторно беше во фокусот на јавноста поради пожарите и загадувањето, кои што со години го загрозуваат здравјето на граѓаните на Куманово и околните населени места. Иако дождот привремено ја подобри состојбата, проблемот останува нерешен. Затоа денес не зборуваме за временските услови, туку за одговорност и обврски. Институциите конечно да понудат трајно решение. Димитриевски повеќе од една деценија е дел од локалната власт, како советник, председател на совет и градоначелник. Граѓаните имат право да знаат што е направено во тој период за решавање на проблемот со депонијата краста. Дополнително загрижува фактот што во ревизорскиот извештај за проектот за регионална депонија Свети Николе е наведено дека поради доцнењето во реализацијата на проектот ќе бидат потребни дополнителни средства од државата за негово завршување. Средствата од државата се средствата на граѓаните. Додека првично финансирањето било 85% од средства од европските фондови и само 15% од средства од државата, односно граѓаните, сега односот е значително променет. Наместо најголем дел од средствата да бидат обезбедени од Европска унија, товарот ќе падне врз државниот буџет и граѓаните.
65% од средствата се од државата, а додека само 35% од европски фондови. Прашањата се едноставно. Кој ќе ја плати цената за ова делчење и неодговорност? Одговорот е јасен, граѓаните. Меѓу кои граѓаните на Куманово? Затоа ги поставуваме следните прашања. Што е направено досега за трајно решавање на проблемот со краста? Што ќе се направи понатаму? И кога граѓаните конечно ќе добијат трајно решение? Заштитата на животната средина не смее да зависи од дождот, ветрот или временската прогноза. Потребни се конкретни мерки, јасно план и одговорност. Кумановци заслужуваат чист воздух, здрава животна средина и резултати, а не изговори. За трајното решение со депонијата краста се дискутираше и на вчерашната седница на Советот на општина Куманово. Најбитниот сегмент за творање на депонијата краста и актуелнава состојба со пожарите на депонија, кои што се резултат на најголем дел само опожарувања на депонијата поради складираните подземни гасови на таа локација, кои што веќе се создаваат таму повеќе од 80 години, би дошло до едно трајно решение со што би се уредила комплетно оваа депонија, дополнително би се обезгасила. Тоа значи со посебна метода, со набивање на цевки под земја, би се извадила целата количина на оној природен метан газ кој што се создал во процесот на ферментацијата на сметот и дополнително истата би била потрупана со големи количини на земја и истата би била пошумена. На самата локација исто така е предвидено во еден дел на депонијата да се изгради модерна трансфер станица. Тоа подразбира изградба на бетонски боксови, каде што на дневна основа би се складирал, тоест би се транспортирал отпадот кој што ние го произведуваме и дополнително би се претоварувал со специјални машини во тие прес-контейнери со голем капацитет и од таа локација би се транспортирал на локацијата каде што е предвидено да се гради фабриката. Општинската организација на движење Знам за наша Македонија од Куманово во соработка со Црвениот крст и Институтот за трансфузиона медицина денеска организираше крводарителска акција по повод Светскиот ден на крводарителството. Акцијата се реализираше во поранешен хотел Солун. Движење Знам за наша Македонија, општинска организација Куманово, веќе 4-та година поред организира крводарителска акција по повод Светскиот ден на крводарителството 14 јуни и ова за нас е веќе традиција. Тоа е по наша иницијатива во соработка со Црвен крст Куманово, Институт за трансфузиона медицина. Јас за оваа прилика би сакал да ги поздравам и двете институции, бидејќи без нивна помош, односно нивна работа, ние не би можеле ово да го спроведеме. Воедно ги повикуваме сите граѓани кои се во можност да даруваат крв и да направат хумано дело. Девизата дарувај крв, спаси живот и навистина да ја спроведеме ово дело. Воедно ги подстрикнуваме, односно ги иницираме и останатите граѓани да не мора да е ова нити по наша иницијатива, нити во врска со Светскиот ден на крводарителство, дарување на крв, секако е во можност тоа да го направи. Такви акции постојат. Јас се надевам дека тој број ќе се зголеми не само во Куманово и во Македонија, и сите заедно ќе можеме да правиме хумани дела. Граѓаните рационално да ја користат водата од градскиот водоснабдителен систем поради значително зголемената потрошувачка во услови на високите температури, апелираат од јавното предпријатие Водовод. Од предпријатието информираат дека во изминатиот период е забележано зголемување на потрошувачката, кој е во голем дел резултат на нерационално користење на водата за пиење, за наводнување бавчи, миење дворови, автомобили и други намени кои не се поврзани со основните потреби на домакинствата. Поради ваквата потрошувачка во одредени делови од градот, особено во повисоките зони и во вечерните часови, се јавуваат недостиг на вода и намален притисок.